Водата од природните чешми во градот е небезбедна за пиење. Ова го покажуваат испитувањата на Центарот за јавно здравје. Според податоците кои Центарот ги собирал во текот на минатата година, најголем дел од чешмите имаат бактериолошка неисправност, содржат нитрати, а матноста е над дозволените граници. Лани биле испитувани 70 примероци на вода од градските чешми и кај сите се забележани овие недостатоци. Од Центарот за јавно здравје велат дека физичко-хемиски неисправни се и водите од селските системи за водоснабдување, кај сите се забележани загадувачки материи. За жал се уште граѓаните, мислејќи дека е безбедна и убава за пиење таа вода, се уште ги користат овие природни чешми. За жал се во основа епидемиолошки несигурни, бактериолошки неисправни. А додека испитувајќи ги селските водоводи, локалните водоводи, и таму имаме голем процент на бактериолошка неисправност од причина што водата не се хлорира и водата не се стопанисува со неа стручно. Мислам, водоводниот објект стручно не е стопанисуван. Во основа на кај неисправните мостри е докажано присуство на нитрати или матност, поднос на физичко-хемиска неисправност, додека кај бактериолошката неисправност се докажани најчесто бактерии Ешерихија коли и колиформни бактерии, тоа се индикатори на фекално загадување. Според анализата на здравствените власти, водата од градскиот водовод има постојан квалитет и ги задоволува сите санитетски критериуми. Лани Центарот за јавно здравје испитувал над 200 примероци на вода од градската мрежа и сите покажале дека таа е здравствено безбедна. Водата од градскиот водовод е здравствено безбедна, може да се користи, има во доволни количини, значи нема редукција, има здравствено безбедна вода. Природните чешми во градот се епидемиолошки несигурни, што значи препорака е да сите овие чешми бидат јавно обележани дека водата не е безбедна за употреба, граѓаните да бидат значи информирани. А кај селските водоводи се препорачува стопанисување со стручна овластена организација која што ќе воспостави редовна дезинфекција на водата за да се надмине оваа состојба која што е со години присутна. Во текот на минатата година, Центарот за јавно здравје анализирал вкупно 698 мостри на вода. Освен од јавните чешми и водоводни мрежи, здравствените власти испитувале вода и кај 17 стопански организации кои имаат сопствени изворишта. Огревното дрво од шумското стопанство Бабуна го нема забелешани, обвинува општинската организација на СДСМ. Од партијата велат дека складот за дрва на шумското Бабуна е празен, па граѓаните се принудени да купуваат огревно дрво од приватните добавувачи. Велешките социјалдемократи сметаат дека за ова е виновна власта која дозволува поединци од владеачката партија незаконски да профитираат на товар на граѓаните. Зошто огревни дрва со воз се извезуваат надвор од Велес, кога за Велешани доволно огревни дрва нема? Заради криминалните и погрешни политики на власта, предводена од ВМРО ДПМН, која што се грижи исклучиво за своји лични интереси, граѓаните се принудени да се снабдуваат со огревни дрва, што мора да го платат за многу повисока цена од реалната. Односно, наместо за 2400 денари за метар кубен, тие се принудени да се снабдуваат со огревни дрва по цена од 3100 денари од метар кубен. Лаги и манипулации, вака шумското стопанство Бабуна ги нарече обвинувањата на велешките социјалдемократи. Надлежните од јавното предпријатие велат дека огревно дрво има, а постојано се снабдуваат и домаќинствата кои претходно склучиле договор за купување. Според директорот на шумското Бабуна, со ваквите пресконференции, СДСМ одработува во интерес на приватните складови за дрва. Дрва за граѓаните на Велески има. Се останато е манипулација и собирање на бодови поени на СДСМ. Менеджментот и стручните служби на подружницата на Бабуна Велес одговорно пристапуваат кон снабдување на дрва по принципот прв пријавен, прв услужен. Граѓаните кои претходно имаат уплатено огревно дрво, истите ќе може да си го подигнат до почетокот на грејната сезона. До сега подружница Бабуна Велес за граѓаните на Велес има донесено 3800 метри вкупни, од вкупно предвидени 12.000. Како јавно предпријатие одговорно истакнуваме дека на крајот сите граѓани во Велес ќе бидат снабдени со огревно дрво.
Од шумското Бабуна додаваат дека редовна пракса е социјалдемократите неосновано да напаѓаат. Надлежните додаваат оти ова е непотребно кревање на паника, оти искуствата од претходните години покажале дека сите граѓани добиле огревно дрво. Викендов ќе се одржи групното крштевање и овој пат ќе се реализира на реката Бабуна. Групната крштевка ја организира Повардарската епархија. Бројот на луѓе кои сакаат да се крстат е различен секоја година. Според свештениците се очекувало од година во година да се намалува бројот, но неверојатно пријавените од лични причини одлучуваат во кој момент ќе се крстат. Тоа најчесто го прават пред да стапат во брак. Тоа представува духовно раѓање на човекот. Она како што човекот се раѓа телесно само еднаш, така може само еднаш и да се крсти, односно духовно да се роди. Нема поголемо нешто што Бог ни го дал нам на христијаните од чинот на крштевањето. Од Повардарската епархија велат дека крштевањето е момент кога верниците се спојуваат со Бога. Тоа е чин за влез во црквата по кој верниците ќе можат да ги ползуваат сите световни моменти. Според црковните канони, без крштението нема припадност во православната вера. Со ова свето миро се помазува челото, се помазуваат очите, се помазуваат ушите, се помазува градите, рацете, нозете. И сето во тоа има символика. Главата за да може да размислува духовно, очите да гледаат кон духовното осветлување, ушите да го слушаат духовниот развој, раците и нозете да се движат кон вистинскиот пат кој што го посетил Христа Бога. Групната крштевка се организира 9-та година поред. До сега повеќе од 300 луѓе на овој начин ја примиле православната вера. Од Повардарската епархија велат дека сите заинтересирани што сакаат да се крштеваат е потребно да се пријават во седиштето на епархијата или во некоја од црквите во градот. Инаку, освен Велешани, често во групното крштевање учествуваат и жители на Скопје, Кавадарци и други општини во државата.